Како што се разлабавуваат рестриктивните мерки, така и ние се враќаме кон нашиот примарен фокус – европската иднина и пречките дотаму. Во оваа емисија на Агенда 35 имаме двајца многу интересни гости кои што би рекла ги имаат суштинските информации за тоа како посткризно ќе изгледа текот на европските интеграции, но и економските предизвици и на Европа и на земјава. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате што всушност ќе представува и што значи за реформскиот процес преговарачката рамка што се очекува да ја добиеме во јуни. Разговор со главниот технички преговарач Бојан Маричик. Пандемијата нема да влијае врз текот на европските интеграции, но сериозно ќе ја погоди и домашната и европската економија. Интервју со раководителот на секторот за економски прашања при мисијата на ЕУ, Фрейк Јан Маат. Останете со нас. Предлог преговарачката рамка за Македонија и Албанија, за која еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј информираше дека ќе биде објавена во јуни, се очекува да биде усвоена до крајот на годината, односно кога ќе има согласност од сите држави членки на Европската унија. Според советникот на премиерот за евроатлантски интеграции Бојан Маричик, кој е и главен технички преговарач, станува збор за обемен документ кој ќе содржи листа на обврски кои нашата држава треба да ги исполни по сите кластери. И врз основа на ова, следните години ќе се одвиваат преговорите. Во јуни не се очекува да се дискутира за проширувањето на Европската унија, поради што смета Маричик и не е објавен извештајот за реформскиот процес во државата, кој се очекува да излезе во септември. Таа рамка очекуваме да биде предложена некаде на почетокот на месец јуни, значи за неколку дена или за неколку недели, и потоа таа ќе се дискутира на ниво на сите држави членки, и вклучувајќи не и нас како држава која што преговара, и сите ќе треба да се согласат околу содржината на таа рамка, бидејќи таа која ќе се усвои не се менува до крајот на процесот на преговори. Тоа е основата врз основа на која се вршат преговорите по поглавја и по кластери. Така што очекуваме да ја добиеме што побрзо. Во текот на преговорите, сите држави членки ќе ги истакнуваат своите очекувања од државата кандидатка, истакнува Маричик. Тој не очекува блокади од Бугарија. Бугарија е само еден пример. Ние може да имаме барања од други држави поврзани со заедничкиот пазар, поврзани со интересите на некои држави за одредени економски дејности, поврзани со судството. Холандија е особено заинтересирана за реформите во правосудството. Јас не очекувам блокади од Бугарија, бидејќи ние имаме подпишано договор за пријателство и добрососедство. Имаме една рамка за решавање на разликите околу историските прашања. Таа рамка функционира со повеќе или помалку проблеми, но дава резултати и јас верувам дека не одат заедно добрососедство, пријателство и блокада. Затоа очекувам отворен диалог со Бугарија, диалог во рамките на нашите билатерални односи. Ние никогаш не сме бегале од нашите обврски од договорите и од договорот од Преспа и од договорот со Бугарија. Ние сакаме тие да бидат спомнати во преговарачката рамка, меѓутоа очекуваме да бидат третирани како билатерални договори во контекст на добрососедските односи. Затоа велам, очекуваме разлики кои што ќе ги решаваме, но не очекуваме блокади и не би било добро да започнеме во процесот со блокади. Секретаријатот за европски прашања, во консултација со сите надлежни институции, подготвува документ кој во 50 точки ќе ги објасни позициите на нашата држава, односно како и кога ние очекуваме да ги имплементираме европските стандарди. Ние ќе имаме, да речам, наш документ, контрадокумент, иако не сме противнички страни, меѓутоа ќе имаме наш документ кој што треба да биде одговор на таа преговарачка рамка. И тој документ ќе треба да се објави неколку недели пред или неколку дена пред да биде првата меѓувладина конференција. Овој момент ова е преговарачка рамка на Европската комисија, за која што ќе се базира на досегашните извештаи за напредокот за Северна Македонија и на техничкиот скрининг кој што го поминавме во рок од година и пол од септември 2018 до крајот на 2019 година. Врз основа на тие процеси се креира преговарачката рамка или листата на очекувања. По усвојувањето на преговарачката рамка, меѓувладината конференција ќе го означи формалниот почеток на преговорите, кој што се очекува да се случи за време на германското претседателство со Европската унија, кој ќе започне од 1 јули. Според методологијата која што ја усвои ЕУ за преговори,
Практично први ќе бидат отворени оној прв кластер каде што се поглавијата 23 и 24, каде што е поглавието за статистика, за фискална контрола, за финансиска контрола и за реформи во јавната администрација и демократски институции. Значи, дел од темите што беа претходно во Копенхагенските критериуми и дел од поглавијата кои што се сметаа за важни и за фундаментални, се ставаат во овој фундаментален кластер, како што го нарекуваат, и тие поглавија очекуваме веднаш по практично со првата меѓувладина конференција да бидат отворени. Маричик оценува дека добро е што од октомври до сега и покрај кризата со коронавирусот, Европската унија покажува зголемена интензивна активност за земјите од Западен Балкан. Добро е што веднаш после оној неуспех во октомври, онаа грешка што се случи со недонесување на одлуките, за почеток на преговори, Европската унија успеа да договори нова рамка, нова методологија за преговорите некаде почеток на годината. Добро е, позитивен сигнал е тоа што успеавме да се одржи Загребскиот самит во едни специфични услови, во услови на пандемија. И конечно, мислам дека е одличен знак на континуитет на овие залагања на ЕУ со презентирање на предлог на рамките почеток на јуни за Северна Македонија и за Албанија. Секако ќе беше добро ако ги имавме и извештаите, меѓутоа не е нужно секогаш да тие бидат објавени во исто време. Владење на правото, реформите во судството, имплементација на законите се предизвици кои остануваат за државата. Иако се донесоа важни закони поврзани со овие области, потребни се напори за нивна имплементација, за судскиот систем да функционира неселективно. Доколку ние имаме процес на враќање или назадување или влошување на тие услови, тоа ќе се одрази на темпото на преговорите. Затоа и се ставени во првиот кластер и мислам дека тука тоа е еден од предизвиците кои што секоја држава ги има, вклучително и ние. И мислам дека доколку има силна политичка волја, верувам дека има и доколку навистина се поставиме сериозно сите три гранки на власта, и законодавната, извршната и судската, со заеднички напори можеме да постигнеме тука успех, бидејќи видовме дека и за кратко време, кога има сериозен напор и кога е тоа приоритет, се гледаат резултатите. Според Маричик, улогата на законодавецот, но и на судовите, ќе биде клучна за да докажеме дека владење на правото функционира во пракса. Пандемијата со коронавирусот нема да влијае на евроинтеграциите на земјата, вели во разговорот што го направивме Фрејкјан Маат, раководител на секторот за економски прашања во делегацијата на Европската унија во Скопје. Тој вели дека иако повеќето европски институции, како и тој самиот и целата делегација во Скопје се уште работат од дома, состаноците може непречено да се организираат онлайн. I don't see any big consequences of the current corona crisis on the accession process. We will first now see when the so-called negotiating framework can be adopted in Brussels by all member states. Once this is done, we will move to the so-called screening of chapters, so-called bilateral screening, whereby the North Macedonian authorities will have to show for each chapter of the acquis at what stage of advancement they are, both in terms of laws that have been adopted, but also in terms of actual implementation of these laws. And these meetings, they can also be organized online, so I don't really see any big effects in that respect. Но Европската комисија процени дека пандемијата несомнено ќе има влијание врз економијата. Според најновите прогнози, нашата економија годинава ќе падне во рецесија со пад на бруто домашниот производ од 3,9%. And the main reasons for this are domestic demand. We see, of course, that due to the lockdown, domestic demand has gone down. People have stayed at home, shops have been closed, factories have been closed partly. So that has an impact on disposable income, on employment. That's one thing. And then the second thing is that we also see, of course, a slowdown in North Macedonia's most important trade partners, especially in the EU, which is the biggest export market for North Macedonia. And this also in turn led to substantially lower exports. And then the third and last thing I would say is also a disruption of supply chains. So also on North Macedonia's imports, we saw a disruption. For example, if you take into account that
Macedonia, North Macedonia imports quite a lot from China, and of course these transport flows were interrupted. Проценката на Европската комисија е една од најпесимистичките за јачината на ударот од пандемијата врз економијата, а на прашањето на што се должи овој песимизам, Јан Маат вели: I don't think that we are any more negative than others. If I look, for example, at rating agencies, Standards & Poor's and Fitch, they even have a bit greater slowdown in economic activity. So, but of course, it all depends on how long this corona crisis will last. Our assumption on which we base our growth figures are that it will slowly return to normal after May, and that in the second half of this year we will see again growth, but that of course depends on how long the crisis will last. За мерките на владата за ублажување на последиците од кризата во економијата, Јан Маат вели дека се издржани и очекува да дадат резултати. Well, we think they make sense in general. The government's measures are very much similar to the ones that EU member states have been taking. Also, when we look at the size, the whole package is about 5.5% of GDP of North Macedonia, which is more or less in line with the size of the measures in neighboring countries in the region. Now, when I look at the measures themselves, they're logical. They're aimed at bringing liquidity into the economy. They're aimed at retaining employment in the private sector, and they're also aimed at preventing bankruptcies of companies. We've seen the first two packages really aimed at interest rate free credits. We saw also subsidies to wages and social contributions and deferral of tax payments. And now we've seen last week special support for vulnerable groups, for a bit poorer people. And I think they all make sense. What is important, I think, is that they are continued to be discussed with social partners, with labor unions, with employer organizations, with Chamber of Commerce, to make sure that we have the relevant buy-in of the whole society. Сепак, покрај мерките за ублажување на негативните ефекти на краток рок, Европската комисија сугерира да се прават структурни економски реформи што ќе ги решат постојаните проблеми во ова општество. Yes, we actually had last week the so-called joint policy dialogue between the EU member states and the candidate member states on economic policy. And there were quite a few recommendations adopted jointly, so both by North Macedonia, by the Minister of Finance and the Central Bank Governor, and by the EU member states. And there are a couple of different aspects. If we look at, let's say, the structural economic reforms, they agreed on a number of reforms. One is that the government should continue to pay attention to micro and small enterprises, to see to it that liquidity is being brought into these sectors. Then also what is furthermore important is that we have a move from the informal to the formal sector, so that especially micro enterprises but also self-employed people, that they can somehow be persuaded, maybe also with these current measures, with these current subsidies, to formalize their company, so that in the end they also start paying taxes. A third, let's say, structural economic reform, I would say, is to also make it easier for companies and also for citizens to have access to online services, so to make everything more online. Also, given this current crisis, I think it's important that the government focuses on that. Now, if we look at, let's say, the more social side, we feel that it's important that the government focuses on having unemployed people having easier access to the labor market. And this can be done by, for example, building capacity at the employment agency and at the centers for social work, to have them coordinate better together.
and also to have them provide the relevant trainings to the people who are unemployed to better equip them for the labor market. And then another social measure, which is I think obvious, is to pay due attention to the healthcare sector, to make sure that the healthcare sector becomes more financially sustainable, and also to ensure that all people have the right access to health services at the same time. Во делот на трошењето на народните пари, Јан Маат вели дека зголемените трошоци сега се оправдани, но потоа ременот ќе треба да се стега. Because it's obvious that at the moment we have seen public expenditure going up, which is normal in a crisis like this. But gradually we would have to come back to a situation in which public finances, of course, remain sustainable. So in that sense, it's important that this, for example, organic budget law contains also a so-called fiscal rule. For example, in the EU, we have this rule that the debt cannot be higher than 60% of GDP, and the budget deficit cannot be higher than 3%. Now, of course, in this situation, in this crisis, a lot of countries are breaking this rule, but in the end, there should be a gradual move again back to these levels. So that's one thing that should be in the organic budget law. And the second thing is also that we would like to see the establishment of a so-called fiscal council, which is actually something that is also supported by the government, a kind of independent council that you see in other countries as well, also in other EU member states, which can provide a kind of neutral external opinion on fiscal policy. Уверувајќи дека земјата ќе ги почне преговорите со ЕУ, Јан Маат вели дека тоа е исклучително важно, не само во ова време на криза, туку и за забрзување на економијата и подобрување на животот на сите граѓани. I have to say that every time I speak, for example, with rating agencies or with foreign investors, they're always asking me economic questions, but also always asking me where is North Macedonia in its EU accession process. And I've seen also with other countries in the region, with Serbia and Montenegro, for example, that this is actually thought of as a kind of stamp of approval. If these negotiations actually start, that means that the country in question, in this case North Macedonia, has arrived at a certain level of security and stability of its policy. It's especially, I think, important for areas like the rule of law, like public administration reform, but also economic governance. It means that there is a higher interaction between the European Union and North Macedonia, and this will only increase during the accession negotiations. This will be important for citizens, first and foremost, that they have more security in terms of independent judicial institutions, in terms of respect for fundamental values like freedom of expression, fundamental human rights. This will all, I think, gradually improve as negotiations begin. And we will, of course, remain very much committed to support North Macedonia in this path. In the current crisis, we have already supported Macedonia with 66 million euros in grants. Part of it was for health, part of it is for socio-economic development. And we also hope that the European Council will pretty soon approve the so-called macro-financial assistance, which is, those are loans, but against a very low interest rate, which helps deal with the balance of payment needs of North Macedonia. Дополнителни 122 милиони евра за итно потребните истражувања за коронавирусот мобилизира Европската комисија од програмата за истражување и иновации Хоризонт 2020. Комисијата средствата за новиот повик за изразување интерес ги обезбеди како дел од својот придонес од 1,4 милиарди евра во рамки на иницијативата за глобален одговор на коронавирусот, која на 4 мај 2020 година ја објави претседателката Урсула фон дер Лејен. Со новиот повик за изразување интерес се дополнуваат претходните мерки за развојна дијагностика,
методи за лекување и вакцини за зајакнување на капацитетите за производство и примена на достапните решенија заради брз одговор во случај на потреба. Проектите кои ќе се финансираат преку овој повик би требало да вклучуваат пренамена на производни капацитети за брзо производство на клучна медицинска опрема и материјали потребни за тестирање, лекување и превенција, како и развој на медицинска технологија и дигитални алатки за подобро откривање и следење. Од новите истражувања се очекува да се добијат корисни податоци од големи групи пациенти низ цела Европа и подобро да се разбере однесувањето и социоекономските последици на пандемијата на коронавирусот со цел подобрување на стратегијата за лекување и превенција. Во периодот јануари-март 2020 година во Европската Унија регистриран е пад на бруто домашниот производ и вработеност. Имено бруто домашниот производ на ЕУ сезонски прилагоден во првиот квартал на 2020 година во однос на претходниот, според првичните проценки бележи пад од 3,3%, што представува најостар пад регистриран од 1995 година, покажуваат податоците на Евростат. Во однос на првиот квартал на 2019 година, бруто домашниот производ на ЕУ сезонски прилагоден во првиот квартал на 2020 година се намалил за 2,6%. Бројот пак на вработени лица во ЕУ во првиот квартал на 2020 година, споредено со претходниот, се намалил за 0,2%. Последен пат намалување на бројот на вработени лица во ЕУ е забележано во периодот јануари-март 2013 година. Ако се спореди вработеноста во првиот квартал 2020 година со истиот претходната година, вработеноста е зголемена за 0,3%, што сепак представува најниска стапка на раст на вработеноста во ЕУ од четвртиот квартал на 2013 година. Приближно 12,7 милиони тони кравјо млеко произвеле и предале фармерите во млекарниците во ЕУ во март 2020 година, што е 1,2% повеќе отколку март 2019 година, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија. Во повеќето држави членки на ЕУ, меѓу кои Германија, Франција, Холандија и Полска, млекарниците во март 2020 година, споредено со истиот месец претходната година, имаат собрано повеќе млеко, а намалување е забележано во Италија, и тоа од 2,8%. Разгледано во однос на февруари 2020 година, во март количината на кравјо млеко која е предадена на млекарниците бележи раст и представува вообичаено сезонско пролетно зголемување. Во март исто така е забележано и надпросечно зголемување на производството на путер и млеко за пиење, а регистриран е и поограничен сезонски раст на производството на обезмастено млеко во прав, отколку претходните години. Инаку во Европската Унија во 2019 година млеко се добивало од 20,7 милиони крави, што е 1,3% или скоро 280.000 крави помалку, споредено со 2018 година. Одржувањето на физичко растојание од 1,5 метар во време на пандемија на коронавирус е многу значајно. Во вакви услови за нормалното функционирање на вработените во пристаништето во Антверп, Белгија, од голема корист е иновацијата на една белгиска компанија, односно дигиталната алка за рака, налик спортски часовник, за одржување на физичко растојание. Инаку алката се користела и претходно, но била со друга безбедносна функционалност, да предупреди ако некој бродски работник падне во вода, а сега е надоградена со новата функционалност. Новата иновативна алка за рака во случај кога работниците кои ја носат не го почитуваат безбедното растојание, односно се дојдени премногу блиску еден до друг, дава известување, предупредувачки сигнал и создава вибрации. Алката дава информации за остварените контакти, во случај некој работник да биде заразен со вирус. Иновативниот уред е базиран на ултраширокопојасна технологија и не бара никаква податочна врска. Постои комуникација само помеѓу алките меѓусебно и нема надворешна комуникација со некој сервер или интернет. Нема геолокализација, ниту пренесување на било какви идентификацијски и други лични податоци. Приватноста на корисниците на алката е загарантирана. Ова иновативно решение им помага на вработените во секојдневните работни активности да одржуваат меѓусебно растојание, а воедно гарантира дека тие може да работат заедно во безбедна околина. Мерките, како што кажавме, се разлабавуваат, но одговорноста не би смеела. Продолжете да внимавате и на себе си и на другите. Со Агенда 35 се гледаме повторно следната среда во истиот термин со нова тема. Останете со програмите на Македонската телевизија.